Добро вечер, вести на Канал 5. Не сме да има тивок обид за затворање на постапката од обвинителството за случајот со мазутот во ТЕЦ Неготино. Порача во само интервју министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Дали вие како полиција, како МВР, недоволно квалитетно сте сработили работата, сте избрзале со акцијата, нема доволно докази и аргументи, или пак ваму во обвинителството некој се обидува да замижи и да ги заташка работите? И јас сум шокиран од одлуката на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Исто како што е шокирана и целокупната македонска јавност. Навистина, освен што сум шокиран и сум разочаран, како наеднаш се смени фактичката состојба, тоа треба друг да даде одговор, а не јас. Добро, вие останувате на тоа дека има докази во случајот? Јас останувам на она кое што е нормално, а тоа е дека во никој случај не сме една ваква постапка, така тивко да се таков тивок обид на затварање на постапката да има од страна на обвинителството кое што ја води оваа постапка. Има можност јавноста да види за што сум мислил, во која насока го стремам она кое го имам и јас добивам како информација. Ако можем да заклучим, за вас не е затворен овој случај, како што е за обвинителството за гонење на организиран криминал. Уште две жени чии тела беа ексхумирани биле жртви на серискиот убиец од Старо Нагоричане, со што обвинителството собра докази дека осомничениот им присудил на 4 жени, а 2 се обидел, ама не успел да ги убие. Од обвинителството велат дека психолошкото вештачење потврдило дека тој точно знаел што прави. Не е непресметлив и нема диагнози. Таргетирал исклучиво жени што упатува на фемицид или родово базирани убиства. Оттаму додаваат дека привршуваат со постапките и најавуваат дека за скоро ќе го поднесат и обвинението против осомничениот кој останува во притвор. Од МВР, откаде постапуваат по случајот заедно со обвинителството, велат дека поднеле кривични и против двајца мртво проверители од болницата во Куманово, за кои постои сомнение дека веднаш не утврдиле дека сега ексхумираните жени не починале од природна смрт. Сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Она што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид, односно привршење на родово базирано насилство. Истрагата ќе продолжи. Кај 9 пациенти не се оправдани кардиохируршките и кардиолошките интервенции во јавните и приватните здравствени установи, по кое било ниво, утврди меѓународната независна комисија, откако лани кардиологот доктор Сашко Кедев обвини за непотребни операции во приватното здравство. Министерот за здравство Азир Алију го потсети дека беше формирана и интерна комисија од домашни медицински експерти, а двата извештаи ќе бидат доставени и до јавното обвинителство. Документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај, пошто следувало несоодветна индикација за процедурите, било ендоваскуларните или хируршките процедури. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди.
Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски ја повика опозицијата на консензус за реформската агенда и носење на потребните закони за исплата на средствата за државата во рамки на планот за раст. За лидерот на СДСМ Филипче пак со реформите се доцни, а вистинскиот пат напред е преку уставните измени. Јана Јосифовска. Време е за национален консензус и политичка одговорност, опозицијата да ги остави дневно политичките препукувања на страна и да ги поддржи клучните реформски закони за ЕУ, повика шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Според него потребен е меѓусебен диалог и взаемна почит, а не блокади во институциите и собранието, особено за изборниот законник и правосудните закони, за кои е потребен или консензус или двотретинско мнозинство. За Македонија да може да ги искористи европските пари, за кои земјава според него очекува историски висока исплата на средствата од планот за раст. Сакаме јасно да упатиме повик до опозицијата, да ја тргне дневната политика на страна, кога станува збор за европската иднина, и да покажеме зрелост и конструктивност околу реформите што се клучни за државата. Особено за реформите што се директно поврзани со европската агенда и планот за раст. Пред се, изборниот законник и правосудните реформи. Не може вие секојдневно во форма на политичка парола да зборувате Европа, 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 а кога сте повикани да учествувате во работна група за закон, измени и дополнување на закон кој што Европа го бара од нас, да речете ние го бойкотираме процесот. За разлика од Муцунски, лидерот на СДСМ Филипче смета дека уставните измени се клучот за земјава да продолжи напред по европскиот пат. Тој денеска не одговори конкретно дали СДСМ го прифаќа повикот за консензус од Муцунски за реформските закони и изборниот законник, но упати критики до власта дека го кочи европскиот пат на земјава и нема кредибилитет да ја води државата. Кој Тимчо Муцунски го бара тоа? Тој што беше против Преспанскиот договор? Тие што го бойкотира референдумот? Или овој сега што вика дека НАТО е добар? Тој бара реформи Европа, не сака Тимчо Муцунски реформи Европа, ниту христијан, ниту бандата. Реформите се викаат уставни измени и почеток на преговори и отворање на поглавијата. Тоа е вистинскиот пат напред, нека не мачкаат очи, нека не лажат. И ако не сака, нека си заменат, затоа што ќе одговараат. Министерот Муцунски пак изрази разочарување што главните опозицијски партии кај нас не го осудиле користењето на терминот северномакедонци од неговата бугарска колешка Петрова Чамова пред неколку дена во Брисел, но диалог со Бугарија вели е потребен и покрај вжештената реторика, а како знак на добра волја кажа дека побарал билатерална средба со незе на состанокот на министри за надворешни работи на земјите членки на НАТО алијансата, што ќе се одржи во Шведска за околу 10 дена. За сега одговор од бугарска страна нема, но е оптимист дека ќе добие позитивен одговор. Има забрзување на процесот на реформите споредено со извештајот од минатата година и искрено се надевам дека годинешниот извештај ќе може да покаже дека е направен напредок и дека ќе има резултати. Изјави евроамбасадорот Михалис Рокас, прашан за извештајот за Македонија за напредокот во реформите. Годишниот извештај на Европската комисија е во тек на подготвување, така да ќе биде, треба да се финализира некаде до септември. Меѓутоа, во генерала воопшто, кога ќе се спореди со извештајот од минатата година, може да нотираме дека има забрзување на процесот на реформите, така да јас искрено се надевам дека овогодишниот извештај ќе може да покаже дека напредок е направен и дека ќе имаме и резултати. Се стабилизира состојбата на 9-то одделенецот кој пред 3 дена беше избоден во основното училиште во Ченто, додека институциите продолжуваат со истрагата за нападот. Надлежните и експертите алармираат дека врсничкото насилство се почесто ескалира, а покрај физичкото сериозен проблем станува и насилството на социјалните мрежи. Здравко Димитров за ова. Веќе е стабилна состојбата на повредениот 9-то одделенец кој пред 3 дена беше избоден во училиштето 22 ноември во Ченто и е во контактибилна состојба, велат од ургентниот центар. За нападот од обвинителството соопштија дека постапува обвинител од одделението за малолетници во Скопје. Осуда за инцидентот испрати и локалниот совет за превенција при општина Газибаба, кој на седницата донели препораки. Секој вид насилство е апсолутно неприфатлив и недозволив. Се
препорачува училиштата да организираат редовни едукативни, советодавни и превентивни активности за учениците, родителите и наставниот кадар, насочени кон развивање култура на ненасилство, меѓусебна почит, толеранција и одговорно однесување. Објави градоначалникот Бобан Стефковски. На панел дискусија за ученички активизам за безбедни училишта од првата детска амбасада оценија дека има премногу врсничко насилство кое не е само физичко, проблем е и интернет насилството. Од Меѓеши сметаат дека децата поминуваат премногу време на интернет кое е тешко да се контролира од страна на родителите, па затоа според нив се потребни и воннаставни активности за децата. Не е доволно само да го посетува училиштето, туку има потреба да фошколски активности, настава во природа, едукативни содржини кои ќе му го намалат присуството на интернет, а ќе му го зголемат присуството надвор од интернетот, односно со спорт, воншколски активности. Мора да ги сензибилизираме децата кога се случува насилство. Секое насилство создава проблема, посебно кога станува збор за дисперзирање, односно споделување на компрометирачки фотографии на социјалните мрежи. Случаите со врсничко насилство последниот период во континуитет се присутни во јавноста. Последниот случај што ја шокираше јавноста беше во Скопско Ѓорче Петров, кога 6 ученички од училиштето Мирче Ацев нападнале 13 годишно девојче, ја гореле со цигари и се изживувале, а имало и снимки кои биле споделувани на социјалните мрежи. Ги завршуваме вестите, имајте убава вечер.